Почитувани кавадарчани, пред неколку денови му поставивме неколку прашања на градоначалникот во заминување Митко Јанчев. До ден денес одговор на овие прашања не добивме. Дали тоа значи дека Митко Јанчев ја злоупотребувал својата функција за своји интереси? Дали Митко Јанчев како градоначалник навистина си вцртал маркица за изградба на бензинска пумпа? Дали Митко Јанчев ја искористил позицијата на градоначалник за промена во урбанистичките планови за негови лични интереси? Покрај ова, Митко Јанчев, како градоначалник, раководи со општина Кавадарци на расипнички и недомакински начин. Во мандатот на Митко Јанчев драстично е зголемен долгот на општина Кавадарци. Имено, на почетокот на неговиот мандат, Митко Јанчев ја наследи општината со доспеан, а неплатен долг од 25.348.195 денари. Тоа може да го видиме на кварталниот извештај К2, каде што се презентирани доспеаните а неплатените долгови на општината. Заклучно со вториот квартал, доспеан а неплатен долг спрема компаниите изнесува 121.908.889 денари. Доспеаниот а неплатен долг на општина Кавадарци е зголемен за 5 пати. Долговите кои во следниот период ќе доспеваат, ќе го зголемат доспеаниот долг дополнително. Со ова сериозно е нарушена ликвидноста на буџетот на општина Кавадарци. Исто така, сакаме да го прашаме господинот Јанчев, дали е точно дека тој почнал да го собира и троши данокот и за следната 2022 година? Дали на тој начин господинот Јанчев ги менаџира и управува и со неговите компании? На 17 октомври ова завршува. Граѓаните ќе добијат локална власт која на одговорен, чесен и домакински начин ќе управува со општинските ресурси и со јавните пари. Бензинска пумпа ДМД Оил.